Бидат Јовица Угриновски, Благоје Чуревски и Изет Меджити. Значи, бидете присутни, се спремаме за третото полуфинале. Но во ова полуфинале, еве се уште во очекување на резултатите и веројатно горе од режија веќе врта телефончиње затоа што треба да го добие оној кој што го погодил победникот, да го добие вредносниот ваучер од 10.000 денари во Мајорика. Она што е значено да ви соопштам на сите вас тројца учесници дека имаше жестока битка цело време во трајање на пирамида. Само да ве прашам на крај како се чувствувавте? Супер, добро, иако мислам дека свири... Аз се извинувам, да. Се извинувам. Иако мислам дека свирежите не беа потребни, но во една така се направи една атмосфера. Не, добро, зборувам, можеби за... Од сите три трибини беше под еднаква енергија. Не, мислам дека дамите зад господинот Жан Митрев беа најпристојни и дека тие... Дајте си аплауз, слободно. Но ова е сепак една забава, ова е еден надпревар и дозволени можеби. Ви благодарам. Како се чувствувате вие, господин Димитрев, после третата операција денес? Ова беше одлично, вака со добра публика зад мене. Многу добро. Ви кажа ли на упце дали? Да, станете се извинувам. Да, кажете ми само еден мал коментар за ви кажа ли дека нешто подобро трчаат нивните мажи, дека почнуваат склекови да прават? Да, баш имавме малку разговор. Толку добро сте ги оправили. Да. Браво, господин Митев. Како вие се чувствувате? Со оглед на тоа дека во 2 недели 2 пати бев на истово столче, фино, почнав полека се навикнувам. Ми беа интересни бабичките кои се бунеа, додека зборував. Добро. Дозволете. Нема бабички, велат. Видете, обично кога сте на забар, кога ќе ве чечне забарот во нервот, тогаш најмногу боли. Не случајно го употребив тој термин, за да видите малку како е кога некој ве спутава кога зборувате. Но ви благодарам многу, ме мотивиравте уште повеќе. Добро. Ете така.